Во периодот на раната адолесценција, фазата која ги опфаќа децата на возраст од 10 до 14 години, тие минуваат низ период на бројни промени, биолошки, когнитивни, емоционални и социјални. Овие промени се дел од нивниот период на созревање. Адолесценцијата е времето кога младите стануваат се посвесни за својата сексуалност и за тоа што значи припадноста на родова група. Со цел да се создаде едно здраво општество, неопходно е да се заштити и развие сексуалното здравје на младите луѓе. Во таа насока постои потреба од сексуално образование. Бидејќи добро познавам програмата, во нашето училиште се пилотира многу години и ги знам ефектите. Значи, самите ученици сакаат да остануваат после часови, дури и кога не мораат, кога не е нешто што е задолжително, и тоа е за мене најдобар знак дека оваа програма ќе има интерес кај учениците, а секако верувам дека и наставниците кои што подетално ќе се запознаат со содржините што се изучуваат, веќе стручните сработници дел се запознаени, ќе дадат поддршка. Родителите и старателите се првите воспитувачи во животот на секое дете. Тие ги учат кои се семејните верувања и вредности. Родителите споделуваат информации и одговараат на прашањата од своите деца. Тие го држат скелетот во подучувањето. Значи, постојат два вида на размислување по однос на тоа што учениците ќе добијат, односно што е тоа што е придобивка или што е тоа што е штетно по однос на учениците во врска со сеопфатно сексуално образование. Има од тие што размислуваат дека сеопфатното сексуално образование ќе ги заштити нашите деца, ќе добијат соодветни информации пред да бидат во ситуација на ризик по однос на немање на информации за оваа тематика, а другиот дел на родители другиот дел на популација кои што размислуваат за тоа дека овој наставен предмет, односно овој изборен наставен предмет ќе предизвика да учениците порано започнат со сексуални активности, и едните и другите секако се само озборувања затоа што не се засновани на научни сознанија. Научните сознанија, како што кажав на почетокот, укажуваат на тоа дека и како има придобивки по однос на тоа да се воведе сеопфатно сексуално образование во училиштата, затоа што целта крајна на основното образование во нашата држава е заштита на здравјето на детето, и токму заради оваа цел се воведува овој предмет во основното образование. Училишното и образованието заснувано на заедницата играат многу важна улога кога станува збор за сексуалното едуцирање. Заедницата и училиштето го надополнуваат она што се прави или е пропуштено дома во поглед на сите прашања, вклучително и темата за сексуалното здравје. Родителите и училиштата треба да бидат партнери во мисијата за доброто на своите деца. Во текот на целиот процес, учениците ќе бидат формативно следени од страна на наставниците за тоа колку напреднале по однос на знаење, способности, по однос на овој предмет, а понатаму на крајот на периодот на изучување на овој предмет, односно во 9-то оделение, на крај на 9-то оделение, они добиваат додаток на свидетелство во која што на 3 нивоа ќе биде искажано нивото на знаења кои што учениците ги добиле по однос на овој изборен предмет. Значи, дали тие се задоволителни, дали тие не се задоволителни, или пак ученикот се истакнува по однос на овој предмет. Сексуалното здравје се смета и за позитивен и важен аспект на личното здравје. Репродуктивните и сексуалните здравствени проблеми играат важна улога во решавањето на здравствените проблеми. Тие често се јавуваат во периодот на адолесценција, а истите за жал се игнорираат. За мнозинството тинејџери сексуалноста е главната животна тема, а адолесценцијата период на импулсивни, социјални и емотивни врзувања со лесно препуштање во светот на фантазиите. Сите родители не се чувствуваат подготвени да едуцираат и да одговараат на прашањата за сексуална едукација кои ги поставуваат нивните деца. За многу родители ова е комплицирано и честопати е табу простор, но секое прашање заслужува одговор. За правилен развој на децата, едукацијата е суштинска во поглед на осигурување дека сите ги имаат вистинските информации кои ќе им овозможат да бидат здрави. Токму и затоа не треба да постојат табу теми. Децата учат преку прашања, а секое прашање заслужува правилен одговор во насока на пренесување на знаење. Светската здравствена организација и УНЕСКО наложуваат дека општеството треба да даде комплетна грижа за децата, дека тоа е основната задача
па понатаму да се грижи и за сето она друго што следува. Сеопштото сексуално образование опфаќа 7 компоненти, од кои што едната од компонентите е свесноста за сопственото тело кај самите деца, понатаму исто така и знаењето за она што представува насилство, не само во рамките на дружбата со соучениците, туку и во рамките на училиштата, во рамките на семејството, кое што исто така битно и кое што навистина многу не вознемирува, во односот со наставниците, воедно стануваат свесни за тоа што понатака во самиот репродуктивен период ќе го создадат, односно што понатака со нивното репродуктивно и со нивното сексуално здравје. Правилната едукација за полот, односите, сексуалноста и сексуалното здравје не ја подкопуваат посветеноста на луѓето кон нивната вера или духовност. Сексуалната едукација нуди информации кои им се потребни на младите за да направат правилен избор и да ги живеат своите вредности, вклучително и верските, духовните и семејните. Стекнувањето со информации за нашите тела, како тие функционираат, како да се грижиме за нашето здравје, како да изградиме здрави релации, се вештини за ефективна комуникација која ќе им помогне на младите во одлучувањето за нивните животи. Во оние земји каде што е воведено сексуалното образование, тие се во голема предност. Што значи таа предност? Таа предност значи што кај нив се одложува моментот на првиот сексуален однос, односно не се зголемува бројот на малолетнички бременности, бројот на малолетнички сексуално преносливи заболувања, туку кај нив едноставно се одложуваат самиот чин на првата љубов, физичка љубов, кој што воедно доведува до намалување на бројот на абортуси, малолетнички абортуси, и намалување на бројот на сексуално преносливи заболувања во кои што го бројуваме и ХИВ-от и хуман папиломавирусот, кој што е еден од причинителите на карциномот на грлото на матката. Истражувањата покажуваат дека 15-годишните млади со рани сексуални искуства се со повисок ризик за нивното сексуално, ментално и психосоцијално здравје од младите без сексуални искуства, при што и девојчињата и момчињата страдаат подеднакво на родово својствен начин. Додека сексуално искусните момчиња се понасилни од девојчињата, тие се и почести жртви на малтретирање и на сексуално вознемирување и напади. За разлика од нив, девојчињата своите први сексуални доживувања најчесто ги манифестираат низ чувствата на неадекватност и повлекување, со реакции многу почесто свртени кон себе, како нервози, депресивни расположенија, самоповредување, па дури и идеи за самоубиство. Сексуалното и репродуктивно здравје, како сегмент од целокупното здравје, се многу важни за младите. Сексуалното образование е многу значаен чекор кој може да помогне во правилна едукација и информираност на младите луѓе во насока на препознавање на нивните потреби и заштита на нивното здравје.